Шампиони ли сме? Да. Можеме ли? Да. Не бива ли? Да. Сакаме ли? Да. Што сакаме да постигнеме, луѓе? Ние не сакаме, некојаш не размислуваме врз база на тоа што сакаме да постигнеме. Денеска сакам да ви зборам за тоа како да бидеме подобра верзија од нас. Прво, знаете што, ние имаме некои чудни работи, а сакам некои како даден тип на менталитетски погрешни фрази да ги сменам кај нашиот народ од аспект на тоа, па ја не сакам многу, мене не ми треба многу, мене ми е доста малку. Гледайте, да ви кажам пример. Како да станеме подобра верзија од нас? Ние се влошуваме. Некојаш за да станеме подобра верзија од нас секако треба да работиме на нас, треба да се прочистиме од негативности кои што ги имаме во нас. Знаете, имате луѓе ќе дојдат и ќе ми речат: Жаре, она или он го вади најлошото од мене. Ама добро, не треба тој да го вади најлошото од тебе. Ама не треба ни ти да го имаш најлошото во тебе. Твоја одговорност е да го немаш најлошото во тебе. Сега, окей, некогаш треба да работиме да минусираме негативни работи во нас, поради тоа што, видите, замислете имате некоја добра енергија, позитивна душа, затоа што душата е позитивна, така. Но ако човекот насобрал негативности, он треба да ги растрне тие облачиња за да излезе она што в суштина е он, најдоброто од него и така натаму. Но имаме лимитирачки мисли дека не можеме, дека не бива, дека толку ни е дадено. Немој да посакуваш премногу, ќе се разочараш. Гледате, имаме толку многу погрешни концепти, толку многу па и подсвесно веќе навлезени мисли и ставови кои што не спречуваат да бидеме уште подобра верзија од нас. Ни прават да размислуваме со тешки мисли, ни прават да мислиме дека нештото што е добро е тешко, ни прават да мислиме дека бајки не постојат. Животот е бајка, бе, што си мислиш ти? Да не си у некоја бајка. Што мислиш, све е бајковито у животот? Па нема да ти биде бајковито ако ти одлучиш дека не е бајковит животот и дека бајките се само од филмовите или ке речат осе тој амерички филми. Баш, знаете, имаме амерички филмови, имаме филмови од секакво поднебие и сите тие се различни, поради тоа што имаат различна порака, ама таа различна порака доаѓа од различна енергија која што човекот има и секако уметност и убавината си е лична и секој си ја гледа од своја перспектива, ама сакам да кажам, имаме квалитет на приказни, имаме квалитет на содржини, имаме квалитет на различни сценарии и така натаму. Е сега, кој е внатрешниот глас кој што вие го гаите и кој што го храните со негативност? Не ве бива, не можете, не заслужувате, нема веќе време, потонати се сите лаги, не знам, што и да е, потонати се сите продови, што и да си го кажувате како мантра, како нешто кое што си го зборите постојано на вас, тој тоа кое што ве спречува да бидете подобри. Прво мора да ја смените реториката на тоа што си го зборите вие сами на вас. Она што е многу важно е што си зборите вие на вас. Поради тоа што ако вие го слушате тој негативен глас кој што секој еден човек го има, и ако ти му се покоруваш на тој негативен глас, не го игнорираш и не го слушаш твојот аналитичен, свесен ум кој што ти вели дека може, тој е оптимистичен, тој е позитивен, тој е, ама некогаш е преклопен од тој негативниот глас кој што човек во него го има и кој што го спречува да пркне, го спречува да биде, го спречува да твори, го спречува да ја каже собствената приказна и затоа не ја кажува. Усвари, човекот нема толку многу препреки во околината колку што има препреки во себе. И денеска сакам да ви зборувам малку за тоа. Видите, ако човекот секогаш има такви негативности во него кои што го спречуваат да тргнат, немојте да мислите дека ќе се промениме. Видите, човекот за да се промени мора да стане нешто кое што можеби и не е. Односно мисли дека не е. Ја често пати го давам овој пример, ќе зборите со некој човек кој што станал негативен и он е научен да псуе, да вика, да се дере, да драматизира. И се ти му кажуваш дека он уствари треба да го смени својот идентитет, треба да го смени своето суштествување, своето постоење.
и да му кажеш дека треба уствари да биде подобар, ама он протестира, вика, ама ја тоа не сум. Ето он бега од позитивното. Вика, ја тоа не сум. А у суштина, гледате, она кој рече, ја тоа не сум, он со што се поврзува? Се поврзува со љутината, со нервозата, со псуењето, ама кој тоа го имал во неговата фамилија? Кога ќе опрашаш на кого личиш, кој се љутиш и на буниш, ќе рече татко ми. Јате сега он е споен со идентитетот на татко му, ама до толку го драматизира што он уопште не е ни свесен дека он уствари не е татко му. Он е он. Ама станал татко му, станал друштвото, станал информациите. Знаете, зборот информација се состои од два збора. Ин се однесува на умот, формација е формат. Какви информации добивате? Од околината, од медиумите, од пријателите, од родителите, од кој да е? Кога добивате негативни информации, вие на тој начин ќе бидете и така ќе мислите, и толку ќе мислите дека можете. Гледате колку интересно. Ако некој човек сака да постигне нешто што е големо, ајде да речеме, вие сакате да постигнете подобра плата, сакате да најдете подобра работа, сакате да најдете подобра работна атмосфера. И тоа е тука. Може би вашата работна атмосфера е тука. Ама ти сакаш да доеш на некоја работна атмосфера која што е подобра, или да заработиш пари, повеќе пари, од толку што заработуваш во моментот, и сега ти викаш, окей, кидам да го направам тоа. Ти почнуваш со некој план. Викаш, окей, ќе почнам да барам компании во странство, ќе придам на компании кои што имаат повеќе финансии, ќе придам на некој кој што може да ме плати повеќе и така натаму. Ти се викаш, ја кидам на повисок стандард. И сега што се случува? Ти, кога ќе го постигнеш тоа како цел, ти мора да дојдеш до некоја верзија од тебе која што е подобра од моменталната, за да го добиеш тоа. Луѓе, затоа се важни целите. Затоа што целите не менуваат нас. Она што ние го сакаме или по што посегнуваме. Гледате, имате луѓе кои што не посегнуваат по ништо. Луѓе во си седат, да нема разберете погрешно, нема ништо лошо у помал град, нема ништо лошо ни човек да живее у село, многу е убаво човек да живее на село, но некој не ќе да живее на село. Ама он вика, добро, ја ќе сонувам, не ќе да живеам во село, сакам да живеам таму, сакам да го направам тоа, сакам да го направам ова, сакам ова да го направам. Добро. Тргнал. Не успеал после вториот месец, он давал енергија, он бил подобар, не успеал после првиот, вториот, третиот месец, се разочарува и вика, мора и да си останам ја таму кај што сум си и да си седам у местото кое што не го сакам и да си останам во малото место каде што има цело време озборувачи или луѓе кои што оговараат и се мешаат во туѓите животи, ја тоа го неќам, но се тоа неќе. Ама на крај, поради тоа што не постигнал веднаш некоја цел која што е зацртал и визија која што е имал, он почна да се разочарува и што се случува, он се симнува на имањето на тоа што го има, а што не го сака. И сега гледате, кога човекот ќе се симне во однос на тоа што го има, он кога ќе го симне тоа што го има, он ќе го симне и тоа што он е. Гледате, сакам да ви прочитам нешто, од многу интересно од една книга од филозофот Хавард, вели, играта на животот бара да човекот превземе битисување, суштествување, со цел да предизвика правење во насока на имање. Или биди прави имање. Гледайте, ако ти сакаш да имаш нешто што е многу, или што е убаво, или што е добро, со други зборови, ја посегам по некој стандард кој што е голем, посегам по нешто кој што е убаво. Ја ако сакам да посегнам по нешто што е убаво, ја морам да станам подобар од кој што сум, поради тоа што го имам сега ова. Гледате сега моето имање ова. Сакам да имам поише имање. Што тоа значи? Треба да бидам повеќе и треба да правам повеќе за да имам повеќе. Затоа, зашто целите? Ајде да речеме некој друг пример. Имате некоја девојка која што имала високи стандарди за некој момче, она сака ваков дечко, сака ваков и сака тоа. Не сака некои лоши работи. Сака да е чесен, да е поштен, да не е вара, да не е некој кој што нема соништи амбиции, да не е некој кој што зборува. Нормално, секако дека тоа го сака. И се она цели кон тоа. Пробала да го најде тој дечко. Не успеала да го најде тој дечко. Видите, она кога барала и кога сакала да го најде тој дечко, веројатно работела и на себе или била уште подобра верзија од себе,
Затоа што кога ќе дојдеш ти во подобра работна околина, ти што правиш? Ти се менуваш себе си на подобро. Така, вие кога ќе дојдете во некоја работна атмосфера или фирма или компанија која што има повисоки стандарди од вас, вие ќе дојдете да бидете повише од тоа што сте. Нели? И сега замисли девојче, не го нашло дечко после 1 година барање. И се она што вика? Зашто се влошува? Вика, не ова бајка. Ке убедат тетките, бабите, мајке и кои да е, затоа што има 31 година биолошкиот час и чука, часовник и чука, шо бараш многу, гледај какви стандарди си ставила, многу сакаш, и ора шо вика, да, ја година да напомина, не го најдов, бум, кого барам, дај било шта, било кој, дај некој кој што е под просек. И што се случува? Ти за да го мечнуваш, за да го поистоветиш имањето кој што си го спуштил, ти го спушташ битисувањето, твоето суштествување, твојот идентитет станува полошо, поради тоа што ти почнуваш да сакаш помалку. Гледате, луѓе, ние кога ги зголемуваме стандардите и кога посегаме по нешто повеќе, ние мора да бидеме повеќе, да правиме повеќе, за да имаме повеќе. Ама ако ти не икеш повеќе и не кажеш, дај задоволи се со ова, ти да си бил тука според твоите карактеристики, амбиции, карактерни црти, дисциплина, што и да е, ти затоа што си се одлучил да правиш компромис со нешто што е мало, бум, твојот идентитет клапнува на пониско ниво и стануваш полоша верзија од тебе, отколку што си бил предходно. Зошто? Поради тоа што си ги спуштил стандардите, поради тоа што си спуштил тоа што идеална сцена или идеја за тебе више ја немаш, си се разочарал поради тоа што после напори, барање, работа, луѓе, пријатели не си ги нашол, поради тоа што си ги барал 3 месеци, не си продолжил да ги бараш 3 години, 3 месеци само ги бараш, и што викаш, не, ги нема овие луѓе, дај ке се дружам со овие денгупциве, дај ке правам ова што, не знам, некој што се дрогира, што пие прекумерно и така натаму, што се случува, бум, ти почнуваш да паѓаш во идентитетот кој што си. Зошто? Поради тоа што не посегаш за поголем квалитет. Зашто не посегаме за поголем квалитет? Затоа што имаме идеи во нас дека не заслужуваме. Зашто имаме идеи во нас дека не можеме. Зашто имаме идеи во нас за нас дека тоа е за некој друг. Гледате, тоа е тоа што сакам да го сменам во македонскиот спорт. Ја играв кошарка, отидов од работничко, отидов да играм во Америка, кошарка и така натаму се повредив, не направив кариера, ама знам една работа. Дека во Америка, прво што ги учат спортистите и било кој, е да сонуваат на големо. Америка е земја на сонувањето. И затоа и е земја на имањето. Затоа што нема стопови. Гледате, тука да дојдеш со некоја нова идеја ќе те се изнасмеат. Таму да дојдеш со некоја нова идеја ќе дадат аплауз и ќе те охрабрат да почнеш да ја правиш, поради тоа што немаат стопови, што можат да бидат, што можат да прават и што можат да имат. Кај нас, прво нешто што е, поради тоа што луѓето имаат низок идентитет, они имаат своји ограничувачки и лимитирачки идеи, ги наметнуваат тие идеи на оние кои што високо или многу сонуваат. И ти ако си сонувач и ако сакаш многу, оно што ќе се случи, ќе те направа дека си будала, ќе ти смејуваат, ама треба да го пребродиш тоа. Треба да го надминеш тоа. Да ви дадам пример. Татко ми беше сонувач, шампионски човек беше, ама како му врвеше животот и после некои губитоци и разочарување што он ги имаше, не беше веќе сонувач. Се вклопи во класичниот, ајде така да кажам, класичната средина и околина. И кога живее во Соединените држави, тетка ми која што е преселена во Америка, и ќе речев на тетка ми, тето тој тоа ќе бидам, тој тоа ќе го направам, може жаре. Тето тој тоа ќе го направам, може жаре. Тето кога ќе дојдам во Македонија ќе направам позитивна ваква, може жаре. Доаѓам дома, му викам на татко ми, тато ќе направам Македонија позитивна. Татко ми ме гледа бледо. Ми вика, сине, не лупетај. Као демек, не лупетај. Колку од вас сте имале ситуации каде што некој родител, некој близок ќе ви рекол, абе не лупетај. Татко ми беше србин, па не лупетај. Ама кај нас веројатно би било не збори глупости, сине, што сонуваш, кај ти отиде паметот, кој ти го, не знам, кој ти го изми паметот и така натаму. Гледате, тоа се
кај нас, кога ти сакаш да бидеш поише, те гледа дека си ненормален, а секој кој што ќе се понижи, намали и ќе се деградира, поише го прифаќаат, отколку некој кој што сака да е голем, сака да биде и има самодоверба во себе. Секако ова се менува сега со тек на времето и тоа е тоа што ми се допаѓа, зошто телефониве не се лоши, затоа што помладиве имаат некоја по-голема замисла поради тоа што достапни им се големи работи. Помладиве мислат све што лета се јаде и мислат дека за еден месец ќе станат милионери, што е грешка, поради тоа што не знаат колку многу треба да работиш за да биде човек милионер, но барем посакува да бидат милионери. Замислете наша генерација ти да посакаш да бидеш милионер. Ќе те гледат чудно, ќе речат дека не си со сите, дека ово е забеган и така натаму. Па гледайте, ние сме и пораснати, јас зборам за моја генерација, во едно општество кое што стварно беше многу убаво, нели? Во социјализмот, каде што стварно имавме многу нешто и многу повеќе од колку што ги имавме. Сега, као отиде куршлусот во однос на тоа општество, нема да навлагам, нешто имало како проблем, но гледайте, таму беше просекот или средината беше нешто каде што не беше окей човек да се истакнува, не беше окей човек да дојде во некои повисоки нивоа, каде што би имал многу повеќе од другите или би имал 3 коли. Знаете, ако имате 3 коли, ако имавме 3 коли, тогаш знаете, не беше тоа. А гледате, она што, например, јас што го сакам во западниот свет или да кажеме во Америка, зашто таму сум живеал, таму луѓето се восхитуваат на имање повеќе, на сакање на повисок стандард. Дури гледате, он има нешто што се викаше амерички сон. Америчкиот сон се состоеше од тоа човек да има 2 коли, да има онакви огради со врвчиња, каде што децата ќе идат во убаво училиште, каде што ќе може да отидат некаде на море и така натаму. Самата земја направи да има сон и да се сонува за нешто големо. И мислам дека ни треба и наш сон. Луѓе, јас ја сакам оваа земја и обожавам. И мислам дека сме повластени што сме тука, барем ја така ја гледам. Не знам вие како ја гледате земјата. Затоа и ми е мене толку многу во Македонија. И од ништо не се жалам и благодарен сум на се. Затоа што знам дека е до мене. Видите, не е до некој. Не е до околината и не е одговорноста на околината ја да го имам мојот живот. Или да го имам мојот сон. Или да го имам мојот стандард и да имам мојата одговорност за да го добијам животот кој што го сакам. Не е до околината, луѓе. До мене е. Зошто ја ги спуштам стандардите? Зошто јас мислам дека не можам да имам тоа што го сакам? До мене е и до моите сомнежи, и до моите стравови, и до вашите негативни мисли и неубави мисли и менталитетски нешта кои што сме ги впиле од околината. Не е лошо да сакаш поише. Не викам дека треба да не сме задоволни со тоа што го имаме. Напротив, треба да сме многу задоволни со тоа што го имаме. Но немојте да прекинете да сонувате и немојте да сакате многу. И немојте да прекинете да посегате по многу. Поради тоа што ако не посегаш по многу, не можеш да бидеш многу. Посегај по многу нелакомо. Не со нечестност. Не со криминални постапки. Посегај по многу со етика, со морал, со инспиративност, со дисциплина, со тоа посегај. Поради тоа што кога ќе посегаш со такви карактеристики, тоа што ќе го добиеш ќе вреди многу повеќе, ама што е уште поважно, тоа што си го сакал, по кое што си посегнал преку дисциплина, етика, морал, честност, ќе те направи тебе да бидеш најдобрата верзија од тебе. Ја имам еден цитат, кога умот ја знае целта, душата ќе го најде патот. Ние не знаеме која ни е целта, не ви е јасно дефинирана, не ви е разработен планот. И кога ќе ти е јасно дефинирана целта и кога ќе ти е разработен планот, сакал неќел, ти ќе мора да бидеш, затоа што биди е извор на енергија. Дури биди е заповедна команда. Возвишеното бите или кој да е, ни ја дал таа команда, биди, прави, имај. Не ви рекол, не биди, не прави, немај. Тоа не е играта на животот. Играта на животот е биди, прави, имај. Видите, да вратам цитатот од филозофот Хабард, вика играта на животот бара да човек
превземе идентитет или битисување со цел да предизвика правење во насока на имање. Сега ова како концепт, ова е моја мисла, ова е биди прави име обзервацијата, како што во конкретниот случај ја читам од овој филозоф Хабат, но да бидеш да правиш и да имаш, веројатно се ние сме души. Ајде да не навлегуваме сега во некои по-мистериозни работи, каде што кој не направил, кој не изградил како духовни битија, дал сме ние дел од Бог. Ја мислам дека ние сме тим на Бог и дека Бог сака убави и добри работи. Така дека јас сум неговиот тим, сакам да направам добра работа на планетава Земја. Му помагам, јас сум негов тимски играч. Но гледате, вели биди прави имај. Оваа идеја, оваа филозофија, дека биди прави имај. Значи да бидеш, да правиш и да имаш. Сега, ако ти одлучиш да не бидеш, не правиш и немаш, тогаш тоа ти си го одлучил. А во твојот живот, главниот кој што е командант во твојот универзум си ти. И затоа е многу важно да работиме на умот и да ги чистиме негативностите во умот, затоа што ако човекот има премногу негативности, единствено што може да е да не биде, да не прави, да нема. А ние треба да свртиме работата. И треба да речеме биди, прави, имај. Ја некои луѓе ги гледам, викам како не се уморни од негативната реторика која што цел живот се кажуваат на себе. Како не се изморени од тоа. Треба човек да се освести и да свати дека може, но за да биде повеќе, он мора да посегне по повеќе. Мора да сака да има повеќе. Мора да сака да дојде до по-високите нивоа. Сакаш да идеш на одмор на јахта, нема ништо лошо. Што има лошо на тоа да си на јахта на одмор? Боле да си на јахта на одмор, односно некаде да си кај што не ти се свиѓа хотелот и не ти се свиѓа храната и си отишол некаде каде што ствари си знаел дека нема се поминеш. Сакаш да бидеш на јахта, одработи ја јахтата. Најди го твојот продукт. Што е тоа што ќе го размениш за финансии? Твојот продукт да биде етичен, да биде добар, да биде креативен, конструктивен, да го дадеш во висок квалитет, со високи стандарди, да си имаш добар маркетинг, да помогнеш со твојот продукт на околината да биде она подобра. Ќе добиеш за тоа финансии и награда. Искористи ги и оди на јахта. Нема ништо проблем со тоа. Ама јас само да кажам, ние на јахта, и како кажеш некој дека бил на одмор на јахта, како на некој луѓе ќе им се скисели фацата, тоа да се на одмор на јахта не може да го има, тоа им го превртуе, не знам, им ја превртуе енергијата негативно. Јахта, отпор. Имаш некои луѓе кои ќе им кажеш на јахта беше овој, ле, ама он му се згадува од името на јахтата, се свикаш зошто? Зошто? Кај нас се троши пари, се луксузира. Ја не викам да идете вие на јахта да имате одмор, а немате крај со крај месецот да врзете па да се задолжите, кредите, земете за еден одмор на јахта да правите. Мислам дека тоа е глупост невидена. Ама не зборам за тоа, зборувам за продукција, изобилие на продукција, да станеме сите по-продуктивни, да станеме сите по-добри. И иди, направи си го кејфот, нема ништо лошо. Ама пак е до менталитет, луѓе, ќе ви кажам, има луѓе кои што се милионери. Отишле од некое наше поднебје тука, отишле и сега живеат во Австралија, живеат во Америка, ама уште се стисната душа, уште он мисли дека крај со крај врзуе, ама он има милиони у банка, ама до менталитет му он не може да има, не може да се опушти да биде, не може да се опушти да ужива. Овој пример сум го кажувал, ми се случило ли ќе изнесете мајка ви на ручек во некој поотмен ресторан. Мора едино што може да има е кујната и да готви у кујна и да биде, како што не вика, роб сум на кујната, никој не наложил да биде роб на кујната, она одлучила да биде роб на кујната и прави сабајле до ручек, вечери, све прави, кој што веројатно малку од луѓе и ја јадат, ама она е научена дека мора да прави. И се она е роб на кујната. И се ти, оваа робинкава на кујнава ќе однесеш во некој отмен убав ресторан и ти ќе платиш за ручек 4-5 денара, 6 денара. И она прво што ти вика, дај ми ја сметката да ја видам. И ти знаеш дека не смеш да ја даеш сметката на мајка ти, поради тоа што ќе имаш кавга. И мајка ти кога ќе види дека се платил 4-500 или 5000 денара, она има грч у лицето, гледате болка има од сумата. И прво нешто што ќе ти каже, со овие пари ја цела недела ручеци ќе направи. Тоа е. Некогаш до менталитетот на луѓето е
колку може да имат и што може да бидат. Ама до вас е да си зголемите посегањето по што сакате да дојдете. До вас е што сакате вие да посегнете да имате, со што сакате да бидете у комуникација. Со кој тип на луѓе сакате да бидете у обкружување? Сакате да бидете у обкружување со убава естетика, у некој убав хотел, или сакате да бидете во некој хотел кој што мириса на мувла? Кај сакате да бидете вие? Кај сакате вие да престојувате? Ете, до вас е. Посегни по поише. Ќе те инспирира да бидеш поише. Ама, за да посегнеш по поише, мора да одработиш со правење и мора да се смениш на подобро ти. А луѓе што посегнуваат на по поише, а при тоа не прават и не биваат поише, стануваат криминалци. Тоа е погубно посакување, поради тоа што не е поддржано од правење и бивање. Ама кога ќе посегнеш по повеќе и при тоа правиш повеќе на честен и етичен начин и си станал повеќе, тогаш убаво е за сите, а најубаво е за тебе. Поради тоа што и ти кога ќе имаш повеќе, ќе бидеш подарежлив за околината. Кој од нас не го памти дедото, бабата, вујкото кој што бил многу дарежлив? Сите ги памтиме нив. Зашто? Па тој работел, бил паметен за да има, за да може да даде. И него го памтиме. Да ви кажам искрено. Многу поретко ги памтиме скржавата баба и дедо, скржавиот вујко, скржавите луѓе и така натаму, поради тоа што не дека човек не треба да штеди, него мојата идеја е треба да посегаме по повеќе, за да си изградиме кон повеќе, за да можеме да уживаме и за да не бидеме во оскудица, ама ние како да имаме некој оскуден менталитет, да изобилието ни прави проблем и луксузот ни прави проблем. И се додека изобилието и луксузот ни прави проблем на умот и ни го згужува умот и ни прави негативна емоција и грч, никогаш нема да имаме повеќе и никогаш нема да бидеме повеќе. Поради тоа што имањето и бивањето се поврзани едни со други. Океј, имај убава вечер, се гледаме во среда. Чао!